Ова е новото издание на Fair Play, во кое што, како и секој пат, ми е чест и задоволство да ви посакам добре дојден, а и да ви најавам дека имаме шампионска тема на некој начин, затоа што ќе зборуваме за новата куп титула во кошарката, која што одново во Македонија ја освои МЗТ Скопје. Ова е 14-та куп титула за тимот од Аеродром, а 4-та во низот, со која што само продолжи доминацијата и пехарот одново отпатува во истата скопска населба. За тоа како тимот успева и натаму да биде во оние топ екипи и во нашиот домашен шампионат, а очигледно и во куп конкуренцијата, за тоа каква е таму атмосферата, за тоа дали има планови, што ќе се случува по пензионирањето на дел од нашите познати кошаркари кои што веќе поради своите години веројатно ги играат последните сезони на домашната сцена. Сето тоа ќе дознаеме од нашите денешни гости. Јас како и секогаш ве канам да ни го менувате каналот и да останете со нас на телевизија Тел. Добро е расположението и сигурно и убаво чувството кога имаш да броиш титули и трофеи, а тоа некако лесно им оди барем во последните низа години на кошаркарите и стручниот штаб на МЗТ Скопје. Веќе најавив дека куп титулата одново си отпатува, односно си остана на едно исто место, така што редно е и да честитаме, но и да дознаеме малку повеќе за тоа како во Аеродром секојдневно се одвива тренинзите, работата и како тоа со леснотија барем од страна изгледа дека се доаѓа до титулите во Македонија. Чест ми и задоволство да им посакам добри дојде денеска на моите гости. Со нас се тренерот на МЗТ Скопје, Васко Атанасов. Здраво. Добро, најдов ви благодарам. И ова го прочитав на интернет од фановите. Голема надеж и важен играч за МЗТ Скопје веќе, Марин Петков. Добре дојде прв пат во Fair Play. Добро, најдов. Тоа точно е така, ги прифаќаш тие зборови. Ова беше навистина коментар што го прочитав од фанови, со суперлативи дека те сакаат, те почитуваат и им значи тоа што го правиш на паркетот. Па да, вистина, искрено ја ги читам коментарите. И баш ме мило кога ќе ги прочитам тие позитивните коментари. Да, важно е да има поддршка. Пред малку спомнавме пред да се вклучат камери, веќе се навикна сосема на предпоставам на целата таа атмосфера, ги знаеш и тоа што им се болните страни на навивачиве и на животот во Аеродром, да. На животот во Аеродром. Да, животот во Аеродром, да, тоа е една специфична средина каде што МЗТ е број 1 према за сите луѓе кои што живеат таму. И јас како некој кој не е од таму си го прифатив тоа и веќе се сметам као аеродромец, да кажем. Да. Па да, мислам, јасна ни е и целта, јасна ни е и работава која треба да ја пружиме и на кој начин би се одолжили према луѓето кои се наши фанови. Реков дека лесно е да се бројат титулите, вака од страна некако стана навика, посебно за навивачите на МЗТ, дека се знае каде одат титулите, ама не е тоа баш така, затоа што верувам за вас е притисок од друга страна. Ако се случи нешто нели да ја прекина таа низа, нема баш да биде убаво. Како со целата таа позиција? Секогаш е полесно да освоите прв пат него ли да го задржите било кој трофеј. Така да од страна да можеби изгледа лесно, но не е баш така. Работата, спортот е суров и ако не работите како што треба и ако не го давате својот максимум, сигурно во еден момент нема да постигнете резултат. Така да мислам дека кај нас е спротивен случај, мислам дека моите соработници, моите играчи даваат максимум во последните 3 години, затоа сите трофеи до сега остануваат во Аеродром.
Да, ќе видиме како ќе биде, но додека е вака, верувам за вас е добро. Ајде сега малку за атмосферата ова година во таа финална битка, нели, за куп трофејот. Посебно после корона, некако публиката многу помалку ја гледаме на трибините во сите спортови, не само во кошарката, а на играчите им значи кога има добра атмосфера. Прво, какви беа надпреварите во Куманово? Многу е поразлично кога има надпревар со публика и надпревар без публика. Пример, ако се осеќаш некогаш уморен, дали може да е тешки, дали кога сега на купот ќе споите две утакмици, третата уморни. Да. Но менува публиката. Иако е против вас публиката, пак менува. И е многу поубаво да се игра пред публика него во празни сали. А ние 90% од годината играме во празни сали. Така да убава промена, буквално. Добра промена. А тоа што рече публиката кога е против тебе, некогаш уште дополнително некако буди инат? Па зависи каква е публиката, да. Во Куманово беше многу, дури на некој начин претерува. Претерува? Да, ама беше интересна атмосфера, да. Уживав, буквално пред надпреварот си викав денеска ќе уживам во играње. Знаев дека ќе биде преполна сала, дури беше, не знам, дали капацитетот е 4500, ама примали без карти, беше многу добро, значи салата полна. Се навиваат против вас, ама и тоа е некогаш прифатливо. Сепак е полно, сепак е гласно, е поинако отколку кога е штама, нели? Па слушаш само топка и шкрипкање на патики. А тоа со картите, тоа ме потсетило на некои стари времења кога буквално речиси на сите надпревари беше така да има луѓе на скалите да биде и повеќе од полн капацитет. Ај сега да ми кажете малку низ ваша гледна точка, да речеме што сезонава можеби е најразлично во поглед на вашиот тим и атмосферата на функционирање споредбено со минатите години. Секако составот си го прави своето, ама има ли некои драстични разлики или некако? Па имавме, за разлика од претходните години, имавме некои промени пред се во играчкиот состав од тој дел странци, домашните играчи успеавме да ги задржиме. Јадрото на тимот кај нас секогаш, мислам, до сега останувал и тоа е јасно, надградувајќи го тој домашен играчки кадар. Но за разлика од претходната сезона и сезоната пред неа имавме доста промени, ете да кажеме кај странскиви играчи, и малце ни требаше некое време да се тоа изгледа како што треба и се уште мислам дека не сме на некој максимум, на некој 100% од тоа што таа екипа моментално може да пружи на терен. Има нешто што знам дека тоа се можеби условно тајните на тренерот, ама има ли нешто, да речеме, играчно одредена позиција која што уште сметаш дека ви недостасува некаков профил, или па нешто конкретно во играта што најмногу те мачи? Па не. Дека не е добро? Мислам дека не недостасува некој играч конкретно, него кај нас работата на тренерот е да ги направи тие играчи кои ги има моментално подобри и подобри. И мојата работа е да они бидат подобри на крај на сезона него ли на почеток. Тоа значи дека јас моето сум си го изработил како што треба, така да никогаш не гледам низ призмата на тоа да ни треба некој играч плюс, него да ги тие што ги имаме да ги унапредиме и да бидат подобри во функција на тимот. Да. Дали ова прво Марин ќе ми го одговори, па после ти, дали звучи, да речеме, застрашувачки на некој начин тој момент, сега ќе ги спомнам браќата Дамјан и Војдан, тој во репрезентација некако стоеше како тензија, што како ќе си одат, некако не само заради учинокот, поените, него едноставно како фигури, колку значеа во таа репрезентација, некако и МЗП го чека тој момент. Не може да биде избегнат. Го коментирате често, стои тоа како некаква болка или сега во моментов не се размислува? Па меѓу нас играчите не го коментираме скоројчо, буквално. Знам дека навивачите не се грижат за тоа. Секако? Да, баш бевме на прослава со навивачите и они главна тема на разговори ми е што ќе се случи кога ќе престанат да играат Дамјан и Војдан. Така да можам да кажам они највише се грижат за тоа. Ама во тимот сега за сега нема? Да, не толку. Поише се фокусираме на сезоната, ама секој тоа ќе ви го каже, кога оваа сезона кога ќе заврши, после таа ќе размислуваме за друго. Тогаш ќе видиме што ќе биде. Ќе недостасуваат многу. Па нели, да бидеме искрени, секој и на секоја позиција, мојата, вашата и во било која професија е заменлив од една страна, но од друга страна не е буквално така.
Некои квалитети кај играчите не може да се заменат, посебно кај играчи од калибра кои што се они. Но за мене, бидејќи мене ми е веќе трета самостојна сезона као прв тренер на МЗТ, најголемиот успех ми е тоа дека они успеваат преку нивното искуство и нивниот пример на терен и вон терен да влијат доста према помладите како што е Марин и да ги градат во играчите кои би ги во одреден момент замениле нив. Така да не можеме да збориме што би било кога би било. Се надевам ја дека они ќе играат се додека јас сум тренер на МЗТ, така да. Значи нема одење во пензија, така добро. Да, тоа е некоја моја желба, но во исто време нивниот придонес моментален и нема да се мери кога они ќе престанат да играат, него ќе се мери многу години отпосле преку примерот и преку тоа што го дале према помладиве кои се моментално со нив и мислам дека имаат среќа, имаат привилегија да овде, да, мислам дека да се биде со нив одреден период во кариерата и да ги гледате нив двајца, тука и Бојан Крстевски, да не го забораваме него како тројца лидери. Како тројца лидери кои на терен и вон терен дават максимум за тимот и во добро и во лошо е една голема чест и еден голем бенефит. Во секој случај, Марин е меѓу оние кои што допрва треба уште поинтензивно неговото име и презиме да ги слушаме кога го прашање македонската кошарка и репрезентативна и клубска. Сега морам малку наназад да вратам, особено за оние кои што можеби не те знаат толку добро. Зошто кошарка од сите спортови? Имаше некои посебни предиспозиции уште како дете или само лична желба? Беше повеќе желбата на мајка ми, искрено. На мајка? Бев фудбалер, да, бев фудбалер кога мал. Беше фудбалер? Да, играв во Металург, мислам 2-3 години, така нешто. Добро. И главна причина беше ладното. Да, мама се секира дека ќе ти студи. Да, не може да идеш на тренинг, запиши се на некој друг спорт, нешто сала. Добро. И така се префрлив на кошарка, мислам 6 делени или така нешто беше. Ама мајка ми не знаела дека и салите ќе бидат ладни во Македонија, така да не го предвидела тој момент. Да. И тоа беше главната причина. Каде стартуваше таа приказка? Каде почна да тренираш? Мислам дека во јуниор стартов. Добро. Тако главниот старт. Сум тренирал сигурно во прво деление негде, да, иначе прв контакт посериозен со процесна. Беше во јуниор. Потоа кога згасна клубот се префрли во Вардар бев 3 до 4 години. Во прва лига првпат заигра во Феникс бев 2 години и после тоа се префрли во МЗТ, да. МЗТ Скопје. Веќе ова ми е трета година. Да, ама имаш и убав договор според тоа што го прочитав до 2027. Уште оваа и следната година, да. Добро, што е една убав знак на доверба, тоа звучи супер. Доаѓањето во аеродром, да речеме на паркет во аеродром, зборувам тоа. Дали е лесно, тешко да те прифатат кога доаѓаш како нов играч во МЗТ Скопје? На почеток не беше ни лесно ни тешко. Играчите беа многу добри. Кој што кажа тренерот Војдан Дамјан Боки беа од огромна поддршка. Цело време те поддржуваат дали надвор, дали внатре на теренот. Така да тоа не ми беше толку тешко. Малку ми беше тешко да се навикнам со притисокот пред на победувањето, нели секој направи идеш да победиш. Да, и сега ја дојдов као 19 години. И на 19 години е малце потешко да се справиш со притисокот, ама сега после 3 години ми е скоро и сум навикнат на Веќе е полесно. Скоро сум навикнат на се. Васко, имаш точна бројка колку титули веќе имаш ти со МЗТ, затоа што претходно беше дел од стручен штаб, така? Да. Пред да бидеш главен тренер. Пред да бидам главен тренер, искрено не, вкупно не знам, ги бројам само од кога сум главен тренер, тоа се 9. 9 вкупно? 9 вкупно, да. И не се воопшто малку. Не се. Да. Ме инспирира, Марин, да објасниме како интернационалците што доаѓаат во македонските клубови се вклопуваат со, така ќе се изразам, нашите деца, затоа што веројатно во главата на нашите деца е малку по-кристално јасна таа слика за колку е важно во аеродром да се донесат пехарите и титулите. А кога некој ќе дојде од страна, нели секако ова не е негово мало, ова не е негов град и поинаку ја доживува приказната. Како ги спојувате тие енергии? Па
И неговата приказна е некако слична. Мислам, ние имаме наша некоја историја он времето кога он играше во јуниор, ја еден период бев тренер таму и ни стои тоа некој месец се фативме заедно, да после неколку години дојде во он лично во МЗТ на моје инсистирање. Исто е чувството, исто е и работава и према странциве. Ние кога би бирале некој играч, знаеме кој играч може да дојде и да го поднесе тој притисок. Ако не може да го поднесе тој притисок, тогаш не може долго време да се снајде овде. Исто и за тренерите, исто и за играчиве. Кога ќе дојдете овде е јасно дека секој надпревар треба да се победи, дека секој пораз се смета како да е 5. Не збориме за тоа дека ако се изгуби некој трофеј, какво чувство, каква трагедија е тоа и каков крај на свет. Мислам дека кога доаѓаат странциве, ние ги припремаме пред да дојдат. Така да кога доаѓаат и веќе кога гледаат некои ситуации им е јасно и мислам дека доста лесно се прилагодуваат на тоа, бидејќи сепак ете во тој некој период кога ние ги скаутираме и разговараме со нив, имаме интервју со нив, им е јасно и ние добиваме некоја слика дали они би можеле све тоа да го поднесат, бидејќи не е исто да бидете прв играч во 5-та или 6-та екипа и да бидете играч во тим каде што морате секој надпревар да се победи. А тој спротивниот проблем го има ли понекогаш? По тоа мислам да, како да речам, да имат некоја индиферентност, да не има толку многу голема секирација што и како. Дури, например, ако има некој негативен резултат, например, македонските играчи да го доживуваат многу потешко отколку странците. Мислам дека сепак тоа веќе и прашање на карактерот на играчите. Секој еден играч или тренер различно се бори со добро и со лошо, различно ги прифаќа, различно ги манифестира. Некој ќе го видите дека е ептентажен, друг ќе видите дека нема никаква промена, некои на нешто се радуваат, некои на нешто не се радуваат, сепак е тоа еден да кажем некоја карактерна особина на секој различно, но на крај на денот кога тимот би изгубил не може некој да биде окей, бидејќи на крај на денот сите они го поднесуваат тоа и има влијание према сите, према нас тренерите и према нив. Зошто би играле ако не одиме да победиме, нели? Не може да биде природно или убаво да се губи. Како со текот на времето ти беше одредена позицијата и местото на теренот? Дали тоа некаков тежок процес или да речеме јасно се гледа? Во секој спорт е тоа различна приказна. Има некои спортови каде што веднаш се знае уште кој ќе те погледне човек за која позиција си. Овде не е секогаш така. Мислите уште од мал? Како ми било одредена? Да. Кога бев исто интересна приказна, како што кажа тренерот. Кога ми беше тренер во јуниор, не знам на колку години сега, дали 10 години, не знам, многу мал. Си бил во основно училиште, така? Значи, стварно многу мал. Мислам дека беше он еден од тренерите што ми ја даде таа позиција, плеймејкерската позиција, дека бев ја висок уште од мал. Не дека пораснав, да сум бил 1,70 м, па за една година сум ставал 1,90 м. Дека бев од секогаш висок, играв на некоја повисока позиција, не бев плеймејкер. И тренерот беше еден од првите што ми ја даде таа улога на плеймејкер. Исто така беше еден од построгите тренери што ги имав, дека памтам за времето кога беше тренер само склекови правев на тренинг. Да, имаш трауми? Бев еден од најказнуваните. Сега не сум така. Сега сум повеќе. Нема, не се важи, готово. Ако ти кажи си како беше? Бев еден од најказнуваните играчи на тренинг и буквално се играше во моменти 5-4, тоа нема никаде да го заборавам, додека ја на страна правам шклекови за казна. Зошто? Што беше причината? Не беше дисциплиниран? Не, или не сваќаше што му се зборува? Не, кога мислам дека кога еден тренер ќе препознае нешто, некој талент кај некој играч, негова работа е да тоа го проба да го изведе на максимум. И играчите мора да бидат свесни кога ќе направат грешка. Бидејќи некои грешки во некои моменти може да поминат неказнето, ама во други моменти мора да поминат казнето. Така да таа е моја некоја филозофија. Сега моментално можете да го прашате, не прават толку склекови. Тоа било твоето челичење. Ама си исплатало. Ако гледаме од оваа гледна точка, исправни потези. Сум ојачал во тој период, така да.
Сега верувам дека не правиш така, меѓутоа, на пример, шала на страна, верувам дека е многу потешко кога веќе со зрели играчи, со искусни играчи треба да човек да излезе на крај, затоа што исто така верувам дека и тие искусните и тие кои што најмногу придонесуваат понекогаш немаат свој ден. Понекогаш знаат да не бидат расположени, понекогаш знаат да не го слушаат тренерот. Да. Како тогаш со тие, да речеме, его состави се снаоѓате? Верувам дека не е лесно да одиш сега, например, на тренинги на Дамјан, тоа е малтене невозможно познавајќи го, ама, еве да замислиме ситуација, да треба да се скарате и условно да добие казна некаква. Па сме се скарали и со него и со воедно сме имале ситуации, но како да ви кажам, во денешно време од аспект на тренерската работа, мислам дека тренерот пред се треба да биде менаџер. Тоа не значи дека треба вие да не знам што правите, но да ги менаџирате играчите во смисол карактерно. Сега они се 12, секој еден од нив е различен и знаете кој на што реагира, кој на што не реагира. Треба да знаете во кој момент некој треба да се казни, во кој момент некој не треба да се казни, во кој момент нешто треба да се каже, во кој момент нешто не треба да се каже. Тоа се све ситуации кога вие веќе ја имате екипата, ги знаете играчите, е моментална одлука некоја, ете да кажеме, тренерска, која со некој имате еден однос, со друг имате друг однос, не се они сите исти, не се они сите на исто ниво, имаат различни улоги, тоа е јасно во спортот, но како луѓе треба да бидат третирани исти, но како играчи не. Како играчи треба да бидат третирани различно. И тоа е една од поголемите грешки на тренерите е да ги третираат сите исто. Според мене, тоа е моја некоја размислување, бидејќи не се сите исти. Тоа е навреда према нив. Убаво кажано буквално дека е навреда према нив, ќе можам да се согласам. Марин, сам ако треба да си кажеш кои ти се најсилни оружја на паркетот, а каде, во кои делови најслабо ти оди, можеш тоа да го опишеш? Во кошарката? Да. Па, тешко ми е тоа искрено да го опишам. Дека се осеќам дека немам некој слабост, да. Немам некој тоа колку и да звучи малце егоистично, ама не се гледам дека имам некои слабости. А најсилно оружје може годинава да ми е шутот. Верам ја така се осеќам, да. Добри реализации имаш? Да. Процент? Да. Мислам дека да. Немам проверено точно, би требало да имам добри реализации. Одбраната мислам дека ми е добра, треба и тренерот тоа да каже. Иако многу пати ме критикува на одбраната. Мора да има критикување. И тоа би рекол, шутот и одбраната ми сега на некој начин е од подобрите карактеристики сезонава. Пронедов таму една снимка, овој надпревар искрена ќе бидам, не е дека сум го гледала, во АБА 2 против Војводина. Си влегол лептен во ритам многу добар и има таму ќе ги погледнат и гледачите тие некои моменти кои што буквално не промашуваш. Да, има добри моменти со Војводина. Тоа е, како да речам, тоа се посебни денови кога човек е едноставно расположен и нештата одат со леснотија или не се тоа посебни денови, тоа се должи на друго нешто? Па не знам, мислам дека се должи на друго нешто. Едино би кажал посебни денови се деновите кога што ги играш лошо, кога што би играл ја лошо, тоа го гледам како посебен ден. А деновите кога што играм добро, мислам дека се должат на тренингот, на тоа. Треба да бидат вообичаени? Да, вообичаени, да, нормално. Секој тоа би го кажал. Тоа што го кажа со шутот дека добро ти оди реализацијата, тоа исто ме интересира дали се должи на плюс тренирање, има тоа такви некои да ги наречам крвнички шутираш до besкрај или не? Тоа зависи кога ги прашате. Некои играчи веруваат дека е. Па тоа да еве јас тебе те прашам што веруваш. Ја мислам дека е само довербата. Тоа е главно. Кога само довербата е, можам да кажам за се главно тоа како изгледаш на терен, каква ти е реализацијата. Па добро, само довербата доаѓа веројатно до друго што го кажа. Па може ако почесто шутираш, поголема самодоверба или не мора да значи? Зависи. Треба да шутираш почесто. Ама не значи, некогаш пример кога сум шутирал ја ќе останам после тренинг да шутирам, не знам, да кажеме 200 шута или нешто такво, не значи дека ќе се осеќам добро на такмица. Така да не ми е баш мене така, не идат едно со друго кај мене, повеќе шутирање самодовербата. Самодовербата најчесто ми доаѓа само од себе. Така да не ја поврзувам со нешто што го правам на теренот. Не мора да се поврза со тоа дека си останувал на сите тренинзи и дополнително тоа стрикно си го вежбал. Тренерот што ќе каже на ова?
Ние како пред се јас како тренер константно му збориме дека како некој кој е помлад и како некој кој ќе биде и кој е лидер и сега, но ќе биде еден лидер поголем, дека треба да си најде некој собствен баланс и дека треба да научи сам да си очита телото кога му треба повеќе работа, кога не, пред да влеземе овде го зборевме тоа. Мислам дека да, напорната работа и установањето после тренинзи се он е скромен, никогаш секогаш останува сам после тренинг и тренира и работи многу повеќе од сите останати во тимот. Тоа придонесува за некоја самодоверба, но пак кога ќе влезете на терен во некои моменти вие може да имате 5 дена кај што се тренирали одлично да играте лош надпревар. Овде има 1 милион влијанија, може да се спиеле лошо пред надпреварот, па тоа има, но нивната самодоверба како играчи е пред се од нивниот тренинг, од тоа како они се знаат сами себе, колку дават, па колку се одмараат, па како тренерот се однесува према нив, така да тоа се доста многу фактори. Кај него посебно мислам дека веќе е на некој ниво каде што може сам да се одреди во некои ситуации дали е добар или е лош, па да знае на што да работи, на што да не работи, на кога да работи повеќе, кога да работи помалку. И тоа е нешто кое ќе биде предуслов за он да напредува во својата кариера. Како што треба. Сега сакам секој посебно да си каже има ли некои фигури во кошарката кои што интензивно ги следите како пример. Зборувам не само во поглед на тоа како си ја работат професијата и работата, туку генерално какви луѓе се, каков имидж имаат. Јас спомнав Евролига, окей, веројатно можеби и NBA за оние што се фанови, каде што тоа е на некој друго ниво од аспект дека е и големо шоу, дека има многу често и изјави, контакт со новинарите и генерално нивно представување ги знаеме како дишат на некој начин, односно ги знаеме како што тие сакаат да ги знаеме, но под многу поголем притисок и лупа се, така што таму има многу почесто простор да се каже и што треба и што не треба, да се постапи и како треба и како не треба, така што тој аспект има ли некој што го следите и вака што ви е интересна, добра фигура целосно, кошаркарска? Не само за стратегија, да речеме, ако зборуваме за тренери, има многу тренери што се прехаризматични, се влијателни, а не секогаш се можеби нивните екипи перфектни на паркет. Да. Па добро, за мене да кажеме некоја фигура која од секогаш сум ја почитувал и сум ја следел е Грег Попович, бившиот тренер на Сан Антонио Спарс. Ја доста гледам NBA, за разлика од моите играчи моментално, цело време сме у расправа за тоа. Но тоа е, он е као некоја фигура која од почетокот кога почнав се бавам со кошарката е некој кој го следам и до ден денес, мада веќе он во пензија со здравствени проблеми, но некој тип на човек и на тренер кој бил мој, да кажеме, водич за и мојата лична кариера и мојот личен раст. Играчи? Ја идол одем, може да кажам, на секој мислам дека мој идол Коби Брајант, кога сме растеле, барем оваа генерација што сме родени. Огромна фигура во спортот генерално, да, не само во кошарката. Мислам дека немам буквално како тренерот некоја фигура што ја пратам цело време. Има играчи што и обожавам да ги гледам од Евролига поише, не од NBA. Од NBA скоро ич не гледам. Тука сме, да. Различно. Еден од нив е Нено, како што кажете, што сте пробале да однесете во емисијава. Нено Димитриевич. Да, он е одличен играч. Се игра во Баерн, што значи полесно да се гледа него кој ќе игра. Да, кога беше во Русија или така е. Него обожавам да го гледам. Сега не ми текнува никој друг, искрено. Не сум сигурна за ова, дали досега сте имале заеднички надпревар со него со оглед на твоите ангажмани во репрезентација или немало момента? Сме биле заедно во сустав, ама на терен во исто време не сме биле заедно. Никогаш досега, добро. Никогаш, да. Може би се надевам ќе имаш. Во лето сме тренирале заедно, буквално. Не ова лето, претходното лето. Бевме скоро цело лето заедно. Една га трениравме, тоа беше некој интересен процес. Да, интересен период да видиш како размислува, како тренира, како се однесува
Точно, затоа што веќе има интернационално искуство, така што поинаква е приказната. Слушав додека беше светското првенство и ми беа интересни тогаш изјавите од играчите. Има одредени играчи што играат одбрана, кои што буквално се опседнуваат со противниците, па тука има непроспиени ноќи, па гледање на противничката екипа и буквално сите потези како да украдам топка што треба да направам, реков до ниво на опседнување. Некогаш има потреба такво нешто да правиш? Па треба некоја златна средина, би рекол. Тоа опседнување, мислам дека повеќе може некогаш да штети него што да ви помогне на терен, а иначе треба да се исто сличен разговор имавме надвор со тренерот пред утакмицата, пред финалето, колку треба да гледаш утакмицата, кои движења треба да ги пратиш, да ги знаеш играчите, што прават играчите, кои се нивните главни јаки страни, кои се нивните слабости, така да треба да се обрне внимание на тоа, да го научиш противникот. Во секој случај, иако ова финале и самиот финален резултат кажа дека не понуди некој таков тип на неизвестност, да речеме, но сега ќе прашам за домашниот шампионат. Директно прашање. ТФТ или Пелистар мислите дека ќе предизвикаат поголеми проблеми до крај? Па, ова сезона е лигата доста интересна, има доста израмнети тимови. Ќе видим, мислам дека ќе биде некој период кога екипи ќе бидат во некоја форма, во некој ќе биде во подобар дел на форма, некој не. Зависи почеток, ние уште еден дел па се игра сега кај нас се игра Суперлига, па се игра плейоф, така да има уште доста надпревари за играње. Конкретно мислам дека и двете екипи се доста добри и играчки, квалитетни, но на крајот на денот, знаејќи ја нашата цел за нас, не е ни толку битно. Истото прашање, или може би слично, кога си на паркетот, еве барем досега во овој дел од сезоната, против кого е потешко? Против кого е потешко? ТФТ или Пелистар? Па ја ви кажал дека против Куманова да се било најтешко. Зошто? Имаат добри високи играчи. Не знам, ова може да се каже една од полошите утакмици сезона ми беше финалето. Тоа што го изиграв. Не ќе да ставам кога такви лейблс на утакмиците. Дали ми е добра или лоша, ама до сега со Куманова ми било најтешко да играм од било кои други противници. Ама клучна е таа разлика во физички предиспозиции или не само тоа? И зависи како играат против вас, пример како бранат, како има многу фактори. Добро, сепак го кажу ова насмеан, тоа ми звучи многу интересно, ама и генерално каков тип на одговори дава некои поинакви размислувања, слушам ретко, затоа и мене ми звучи интересно. Сега малку и за репрезентација сакам да ми одговориш некои прашања, затоа што таму има промени и допрва нашите сениори треба и со веќе пензионирани играчи да се снајдат со таа ситуација, но и со нов предводник, кој што овој пат не е македонец. Си имаш некакви сценарија во главата, очекувања, чувствуваш дека можеби ќе биде добра таа промена? Мислам дека со малку енергија нова од страна. Да, сигурно ќе биде добра и знаеме има и добри помошници, имаме целосно добар стручен штаб. Може да кажам и дека ни е добра селекцијата на играчи, така да очекувам доста многу од репрезентацијата. Не само сега во овој прозорец, туку и во идните ФИБА прозорци што не очекуваат. Да, кои ти се најголеми искуства со сениорска репрезентација? Со сениорство, немам некои големи искуства. Многу шанси или да? Сум бил повикуван повеќе пати да веќе се почувствува таа атмосфера. На собирите немам почувствувано многу игра на терен, искрено. Но самиот собир, самата дружба со сите репрезентативци си го прави своето, да. Да, всушност треба да се биде трпелив и да се чека својот ред, посебно во репрезентација, нели, таму имаше и доста повозрастни кои... Може да се каже, да. Кажете ми малку за вашата екипа и за интерно за атмосферата. Ќе направиме ли некоја разлика кој е, можеби, ајде, не знам, вие можеби подобро ќе ми кажете кој каков е, но генерално некој што е вака
задолжен за добра атмосфера, некој што може би највреден, кажете ве, кој е највреден? Највреден Магдешки. Да? Лесен одговор, мислам, да. Што тоа значи, вака се предшколски? Се предшколски. Не само на терен, не само на терен, да, исто е заложен и за атмосферата. Исто тој? Да, истиот човек. А странците? Прво, дали се веќе, да речеме, прилагодени на нашиве услови, па се да биде по-македонски, и храна, и музика, и оно како тече целиот ден, се навикнаа на... Да, едниот американец и доста збори македонски веќе. Зборува македонски? Да, почнува да збори македонски. Нема сакам, не сакам, слуша. Знае. Мислам, ова му е втор пат на него да се враќа во МЗТ Скопје, така да веќе почнува, првиот пат знаеше зборови, сега почнува и некои реченици да сврзува, така да веќе мислам дека се привикнати. Го имаме исто и Душан Танасковиќ кој исто е повратник во нашата екипа, е еден одличен дечко кој можда и он е еден од тие кој е задолжен за добра атмосфера, но него му е втор пат веќе да се враќа во Скопје, позната пошто бидејќи истите играчи ги има малтене таму, така да мислам дека се доста добро навикнати веќе и на Скопје, и на аеродром, и на екипата како екипа. Да. Добро, рековме дека МЗТ никогаш не би можел да е тоа што е без своите навивачи. Сакам да прокоментирам уште една работа која што видов дека на некој начин вирално стана по социјалните медиуми, а тоа е дека вашиот пехар отпатува кај еден човек кој што искрено и долго време го почитува клубот. Ај, раскажете ми малку повеќе за таа приказна. Како прво беше донесена таа одлука? Има некој човек чија што идеја беше тоа клучна или? Не знам чија идеја беше искрено. Ние дознавме пред полуфиналниот надпревар во купот дека има здравствени проблеми. Испадна дека самата операција негова била за време на полуфиналниот надпревар и се сеќам кога отидовме во посета, неговата сопруга ни рече првото нешто што беше кога се разбуди од анестезија беше што направи МЗТ. И за нас беше еден посебен момент да му пружиме таква подршка, бидејќи со години он им пружил подршка на сите тренери и играчи, и тие што биле пред мене и сега од трибини, така да тоа беше еден наш гест за да пробаме некако да му се одолжим. Да, и верувам дека биле посебни емоциите. Не сум сигурна ќе видиме на видеото кој се беше таму присутен, но како и да е, дали многу често го слушаш тој муабет, дај ми дрес, кога ќе добијам дрес, има ли дрес, да? Скоро секој такмица, да. Но не можеме да даваме дресови, дека имаме само 4? Само 4? Да. 4 дреса, така да кога дајме дресот, нема можеш што да играме. Знам, јасно ми е тоа. И на крај на сезона е баш интересен делот да си ги задржиш дресовите. Интересна приказна влани. Отидов еден ден покасно, ушал да си го земам дресот. И остана само еден за мене. Усвари не, ни еден. Ни еден не остана. Да, 4. Да, 4 и еден, па после некако си го враќав дресот, беше некоја интересна приказна, така да цело време бараа дресови. Што е доста значени играчи. Чим бара некој дрес од тебе, значи те обожава. Добар, вреди дресот, значи така, не е... Така да, ако мислам дека имало да се продава дресови, би купувале, па може да кажам пола аеродром би купил дрес. Ама купениот и тој... Да, не е исто. Во секој случај не е исто, но без разлика на ова што го рече, сепак во аеродром тоа е сино бело. Јас ги гледам кога ќе отидам дека се по такви мајчки, ако не дресови, сите имаат нешто што е поврзано со клубот и така. Тоа е малска униформа, да речем. Али како и да е симпатично. Добро, доаѓаме до крај, така што само ми останува да посакам убави нешта. Темпото си го имате такво какви што е, но ја поздравувам цела екипа и се надевам дека до крај на сезона ќе успеете да си ги исполните сите тие цели што сте ги зацртале, нели? Тоа ќе биде уште една, ако оваа година освоите титулата, бројката до каде ќе се искачи? Не ги знам и јас на памет точно, ама во низа ќе биде? Во низа 6. 6 во низа? Мислам дека 6 во низа, да. Не ме фаќате за збор. Да, добро. Но
четврта сигурно, бидејќи ќе биде моја, мислам дека 6 за ред, да. Бројката ќе се искачи на 13 вкупно. Вкупно 13. Предпоставувам дека во твојата глава не е опција да нема титула, така? Не е опција да нема? Да. Не. Нема шанса такво нешто. Добро. И уште за тие кои што го сакаат МЗ, има ли некое место кај што најчесто одите? Има негде кај што, не знам, се дружите, пиете кафе, излегувате, кај може човек да ве види? Тешко прашање. Тешко прашање, да. Па зошто? До сега ќе кажев сите лесни прашања ги добив ја. Добро. Тешко прашање, не знам, не ви одвил некое место. Нема? Нема некое конкретно место. Да. Сигурно може да ме видат до сала, пример. Дека секој ден одиме. Тоа секако, не, прашањето ми беше дека дали имате нешто што онака ви е место кај што сакате да си пиете кафе, да седите, се дружите тимски или тоа нема? Немаме некоја таква. Зависи од денот. Да, зависи од денот баш. Добро. Ми дадоа знак само една работа зашто зборам за среќа и за титули, да ви дадам нешто да видиме дали ќе имате среќа. Ова е поклонче. Значи вие ќе гребете секој, ако нешто добиете ќе ни пријавите. Ова се нашите пријатели од Државна лотарија, така што ќе видиме како и да е. Уште еднаш ви посакувам добро здравје и среќа во се што имате да направите до крај на сезона и ако има титула, само ова да кажам. Значи лани тоа беше буквално за 5 минути славје и разбегување на одмор. Прифаќам тоа. Го знам темпото на спортистите, али годинава мора да ветите. Ако има пехар, ќе треба со пехарот да гледате. Ветуваме пред сите, да. Ви благодарам многу, ви посакувам се најдобро и се гледаме пак во следна прилика. Нашата денешна тема беше куп титулата која што одново ја освои тимот на МЗТ Скопје. Ќе биде интересна нашата кошаркарска сезона до крај, така што за оние што го сакаат овој спорт, верувам дека ќе следат што се ќе се случува. Следете и Ферплей на Телма, се гледаме следната недела во исто време. Довидуваме.